Трговската соработка меѓу Македонија и Албанија се оценува како многу мала, со оглед на тоа дека сме најблиски соседи. Од друга страна, бизнис потенцијалот на Полошкиот регион е огромен, затоа е потребно да се работи на развој на бизнисите во овој крај. Ова го потенцира министерот за економија Беким Незири, кој додаде дека пред се важно е подобрувањето на бизнис соработката во прекограничниот регион. Така беше насловен и проектот на Сојузот на стопански комори на Македонија, кој денес беше промовиран во Тетово. Цениме и мислиме дека трговската размена ќе има позитивно покачување и цениме и мислиме дека преку вакви дружења, преку вакви размени на податоци меѓу двете држави ќе постигнеме да привлекуваме странски инвестиции, ценејќи и знаејќи дека привилегиите кои што се нудат во нашите слободни економски зони се атрактивни и можам слободно да кажам дека во минатот како се отворени, Република Македонија има пораст на експортот во државата, што има директен ефект врз GDP-то на Република Македонија. Сакам да напоменам дека трговската соработка, односно коридорот 8, што веќе е во завршна фаза, ќе допринесе да оваа трговска соработка биде поголема. Од први месецов, безцаринскиот режим во регионов е најдобра можност за привлекување на странски инвестиции. Секоја година се бележи пораст во трговската размена на прекограничната соработка, истакна Данила Арсовска, председател на Сојузот на стопански комори на Македонија. Во наредниот период, ова деловна соработка која што воспоставивме денеска со бизнис делегацијата од Албанија, планот е да се интензивира соработката од аспект на размена на информации, од аспект на размена на понудите кои што ги имаат двете држави и да целиме кон зголемување на извозот и зголемување на увозот. Од сите поканети градоначалници од Тетовско-гостиварскиот регион на денешната презентација на проектот присуствуваше само градоначалничката на Тетово. За неа сето ова значи инвестирање и нови вработувања. Општина Тетово е корисник веќе на две ИПА проекти од втората компонента, една со градот Корча, втора со градот Елбасан, и како што веќе најави и представникот на Европската унија, оваа година ќе биде другиот повик исто така за проекти за соработка со Албанија, за кои ние сериозно како општина се спремаме. Проектот се спроведува 20 месеци, од април 2013 до декември годинава.